Добар ден, почитувани представници на медиумите, благодарам за присуството. Дозволете денеска да кажам многу битни работи што СДСМ ги смета за сите актуелности кои што се случуваат на домашен, но секако на меѓународен план. Падот на авторитарниот режим на Виктор Орбан има директни последици не само на целиот регион, туку и во оние политичари кои што се набележани на таа листа. Оние политичари кои што беа под директна заштита на Виктор Орбан. А тука секако спаѓа и Христијан Мицковски, наречен Орбан Джуниор. Вчера германските медиуми го потврдија тоа што СДСМ со месеци го зборува. Прво, дека се работи за една голема транснационална мрежа која што функционира под заштита на Виктор Орбан, под директниот чадор на Виктор Орбан, и второ, мрежа која што контролира медиуми, која што контролира финансиски текови и која што функционира врз основна контрола на бизнис. Втора работа, што е многу битна и која што мора граѓаните да знаат, е тоа што вчера Германија и Европа го разобличи Мицковски. Го нарече, цитирам, авторитарен политичар. И го стави во друштво на Вучич и на Додик. И целата екипа ја нарече авторитарно братство. Ете како Германија, ете како Европа го перципира Христијан Мицковски. Но за жал, ето како ја перципира и нашата држава. Тоа е корумпиран модел, систем на политичка, финансиска и медиумска контрола, директно спротивставена на европските демократски вредности, или ако сакате, продолжена рака на Русија во Европа. Германските медиуми точно го потврдиат тоа што СДСМ го зборуваше што ќе се случи ако падне Орбан. Тоа значи слабење на авторитарските и антиевропските влијанија. Се сруши главното оружје кое што го користеше Мицковски, а тоа дека се ова наративи на СДСМ. Не. Ова што денеска Европа и Германија го оценува кај Мицковски, веќе не е напад на домашната опозиција или СДСМ. Ова се нарекува меѓународна диагноза. Тоа секако е лоша вест за Мицковски и неговата екипа, но е добра вест за граѓаните, затоа што мора да се ослободиме од овие стеги. Историската победа на демократијата над авторитаризмот во Унгарија, ако сакате на Европа над корупцијата или на владењето на правото над злоупотребата, ја испраќа пораката до целиот регион. Почитувани граѓани, овде веќе не станува збор за битка помеѓу власт и опозиција. Овде станува збор за битка помеѓу демократија и авторитарен режим. И тоа ќе биде избор на следните избори. За Македонија ова има особено значење затоа што владата на Мицковски ги стави стратешките интереси на државата директно во рацете на Виктор Орбан. Зошто се развива за своји цели, за своји бизнес интереси. Телекомуникациите преку 4G, за кои што многу пати зборувавме. Енергетиката, медиумите и финансискиот сектор, цели системи беа поврзани во оваа мрежа. Денеска, кога Орбан паѓа, ВМРО организирана криминална група, гледате сите дека е во огромна паника. Сакам денеска да бидам многу прецизен во име на СДСМ. Ние ќе бараме целосна, темелна истрага за сите финансиски и бизнес интереси и врски помеѓу Орбан и Мицковски. Нема веќе криење. Нема веќе лажење. Ќе одговара секој што го направи ова злодел. Граѓаните имаат право да ја дознаат вистината, особено затоа што се работи за нивните пари. Доаѓа време на вистина, доаѓа време на правда и секако доаѓа време на одговорност. По најновата изјава на имиот премиер на Унгарија, Петер Маѓар, дека Унгарија повеќе нема да биде оаза на пребегнати криминалци, сакам да упатам директна порака до Министерството за правда. Без одолговлекување, веднаш да се пристапи кон барање да се врати Груевски онаму
каде што го направи криминалот, а тоа е во Македонија. Вистината е како шило, нели Никола? А правдата, иако знае да доцни, на крајот секојаш стигнува. Благодарам.